Добар ден, почитувани граѓани, се наоѓаме во центарот на Делчево, пред споменикот на великанот Гоце Делчев, роден на 4 февруари 1872, 154 години од неговото раѓање се одбележуваат денес. Во градскиот парк во Делчево делегации од општината, Советот на општина Делчево, политички партии, Сдружение на граѓани и други ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на најголемиот македонски револуционер. Овде се игрорците од културно-уметничкото друштво кое го носи името на великанот Гоце Делчев. Тие вообичаено за вакви свечености се представуваат со реферат за животот и делот на великанот во случајот. Полека се екипираат овде луѓето. Се чека градоначалникот на општина Делчево да се придружи на ова одбележување. Назначениот датум, еден од најзначајните датуми за македонската историја. Сега ќе зеднеме малку во меѓувреме на градскиот кеј кој се уредува до школетата во правец кон градскиот стадион. Тука е и црквата Свети Кирил и Методи и крстовницата Свети Наум. Едно здание за кое треба сите да се организираме и да помогнеме секој во рамки на своите можности да се доизгради и да го добие сјајот кој го заслужува. Реката Брегалница. Убаво е кога вака изгледа. Обилните дождови и врнежи од снег придонесоа речното корито да се наполни да имаме поволна хидроложка состојба. Значи во очекување сме на сите да пристигнат овде пред споменикот за да започне свечената церемонија. За многу години. Паркот Езерца. Мостот на река Габровчица кој беше проширен во изминатиот период. Градот раздвижен. Се поголем број туристи доаѓаат во Делчево. Особено секоја сабота, како што знаете. И за викендите има гости од соседна Бугарија. Полека ќе се упатиме кон споменикот и во секој момент треба да започне церемонијата, односно настанот во повод одбележувањето на 154 години од раѓањето на великанот Гоце Делчев.
Марија, па ти, па ја, па Лара, па Сара, па ти си на крају, ле? Да, па ја. За момент ќе се исклучиме, односно ќе го исклучиме звукот додека не започне официјалниот настан. Или можеби не е сега доаѓаат присутните и се подготвуваат да започне одбележувањето. Јовано там Марија. Ама ако идете така директно да видиме вие Марија. Средината ќе дойде там некаде кај знамето измеѓу тоа да ќе се вместиме 6 да ќе се събере. Не беше планирано тенис или? Не бех за маркет. Да. Ја си беше викам дали некој каму некој. Кажи ако сметам. Дайте по-напред. Марија, по-напред. По-напред, дайте по-напред, за да му... Ето. Ето, да може да се служат. Ќе ли кажа кога да почне? Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес пред споменикот на Гоце Делчев се собравме да одбележиме 154 години од раѓањето на еден од најзначајните македонски револуционери и визионери, патронот на нашиот град. Со овој чин на сеќавање оддаваме длабока почит кон човекот кој својот живот го посвети за слободата, правдата и достоинството на македонскиот народ.
Делчево во своето постоење се нарекувало Василево, Султанија и Царево село, а името Делчево го добива по ослободувањето 1950 година, кога Президиумот на Народното собрание на Македонија донесува одлука Царево село да биде преименувано во Делчево во чест на Гоце Делчев. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, како прво машко дете, трето по ред на бројната фамилија Делчеви, која имала вкупно 9 деца. Татко му Никола Делчев бил кукушенец, а мајка му Султана Нурџиева потекнува од блиското село Мурад. Во 1879 до 1880 година Гоце Ѓорги Делчев започнува да го посетува прогимназијалното училиште во Купуш. Гоце потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. Се запишал во војното училиште во Софија во 1891 година. Подоцна, како питомец во војното училиште, каде тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ја ширал социјалистичката литература, што е исклучен од училиштето. Делчев станал учител во Штип, Ново село, до 1894 година, каде што се запознава со Даме Груев, еден од основачите на Тамора. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата, Делчев им се придружил на организацијата во 1895 година, набрзо станувајќи нејзин водич. Во летото 1896 година во Солун се одржува конгрес на македонските и одринските револуционерни сили. На конгресот присуствува и Гоце Делчев. На македонското ослободително дело Гоце Делчев можеше да му посвети само една деценија од својот краток живот, но и таа деценија беше само доволно тој да биде и остане срце и душа на револуционерното движење на Македонија. Олицетворение на искрената и со ништо не извалкана автентичност на тоа движење. Гоцевата визија за независна Македонија го направи инспирив дел од нејзината историја. Гоце високо постигнал неговото интернационално и космополитски поглед. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите. Оваа мисла го бројува Гоце во редот на светските хуманисти. Гоце Делчев е визионерот кој пред повеќе од еден век го разбира светот, како поле за културен надпревар на народите, а загина на 4 мај 1903 година во селото Баница. Неговите посмртни останки прво се чуваат во Баница до 1917 година, а потоа во Софија до 1923 година. Ковчежето со коските се чува во домот на Михаил Чакот, а на него пишувало: ги заклонуваме поколенијата што доаѓаат светите коски да бидат погребани во главниот град на независна Македонија. Август 1923 Илинден. Заветот е исполнет и на 11 октомври 1946 година се пренесени во Скопје во црквата Свети Спас. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господо, во чест на 154 години од роѓањето на великанот Гоце Делчев, со големо поклонение кон неговото дело и неговата личност ве поканувам сите присутни да му оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека му е вечна слава. Свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев ќе положат делегација на општина Делчево, организации, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека повелат.
Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господо, ве покануваме во 12 часот во Конгресната сала на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо на историски час на тема Животот и делото на Гоце Делчев. Овдешниот собир заврши. Ви посакувам пријатен ден. Тоа беше се од ова одбележување на 154 годишнината од раѓањето на великанот Гоце Делчев овде во градскиот парк. А свеченостите продолжуваат во мултифункционалната сала во СУ Мама Брицо Делчево, Средното општинско училиште, каде ќе се одржи историски час на тема Гоце Делчев.